Здраво на сите. Дојде и денот што го најавувавме на социјалните мрежи. Не сакавме многу порано, затоа што знаеме дека се уште е лето и младите веројатно го користат и летниот распуст и полнат батерии за новата учебна година и година на факултет секако. Добри дојде од мене, јас сум Ирина Јаневска. Денеска имам еден настан кој што се надеваме ќе им биде од корист на сите оние кои што сакаат да дознаат повеќе информации за Rise Journey двојката или Rise патешествието кое што Арно го организира по втор пат во рамки на проектот Rise. Нема да должам многу, имаме денеска гости од кои што ќе слушнете изворно повеќе информации. Јас и Олга ќе ви зборуваме повеќе околу тоа што се случуваше минатата година, како се пополнува апликацијата и секако на крајот ќе имаме можност да поставиме прашања и да добиеме одговори. Одиме сега, се надевам дека ќе ме гледате во рамки на ова презентација која што има нов фичер. Значи се гледам јас долу во десното аголче. Ќе ги замолам колегите ако има некакво прашање да го менаџираат во рамки на четот. За почеток сакаме да кажеме официјално дека повикот за апликации е отворен и ние сме навистина возбудени, особено затоа што имаме искуство од минатата година и затоа што веќе програмата е позната и во нашата држава. Ова е инфосесија. Rise е регионален проект, понатаму I will let Ardita to present it more in details about the consortium. Сега, Ardita, sorry, we are having this info session in Macedonian. I will invite you later on to address a little bit about the project. We have dedicated slides. Значи, Ардита, нашата проект менаџерка, ќе ви се обрати, ќе ви раскаже за проектот. Она што е важно да го знаете дека се имплементира во земјите од Западен Балкан и во нашата земја Арно е локалниот инкубатор. Може би приметувате, малку го имаме освежано и логото. Тоа е тоа што е ново. За оние кои што не знаат, ние сме Арно и ние правиме добро. Нема сега да зборуваме многу за Арно, ја имате нашата веб страница www.arno.org.mk. Погледнете ги сите проекти, ќе забележите дека во голема мера е присутна стратешката област за социјално претприемништво и секако за социјални иновации, бидејќи ние сме Сдружение за социјални иновации. Што е важно да знаете? Важно е дека денеска почнува повикот, имаме цел месец да аплицирате, крајниот рок е недела до полноќ. Значи, ова е првиот ден и буквално добивате ексклузивни информации уште од прв ден. Секако ќе имам уште една инфосесија, таа со Оле ќе ја најавиме на крајот од настанот, каде што ќе може да поставувате повеќе прашања, да ви легне малку информацијата, да видите можеби што ќе произлезе како предизвик или двоумење од самите апликации и секако на таа инфосесија сакаме да бидеме малку и стројници, да ви помогнеме да си најдете тим ако до тогаш не успеете да најдете. Значи, Rise инкубатор за социјални предприемачи, целта е да го направиме, да ги направиме општествата подобри места за живење, меѓутоа и да направиме тие да пораснат. Сега е време за Ардита. Ardita, I would like to invite you now to tell us something more about the project. Who are the main implementers, how it has been going, and donors and supporters. Yes, thank you, Irina. Thank you so much. Thank you all to the participants for finding time to follow us in this very interesting info session organized by Arno regarding RISE project. The RISE project is a regional project which is the regional incubator for social entrepreneurs. It started 2 years ago in all the region, Balkan region areas, in order to promote and to give the youth leader of the youth the opportunity to improve themselves and their community. The RISE project starts with a simple idea for a social impact. And during the RISE implementation, you have the possibility to, through the different training and activities and events, you have possibility to learn a lot, to exchange the ideas with each other, and
to improve yourself and to grow. So you start with the initial idea, and you became a leader for your community and for your communities, and you give really a social impact or goodwilling for your community. RISE is a project which is composed, it's designed, implemented, and composed by a consortium of members, which are RICO, it's the Regional Youth Cooperation Office, headquartered in Tirana. It's AFD, Agency French for Development, which is the donor as well with the RICO. It's Institute of France. It's the Group of Schools, which has expertise in social enterprise and social entrepreneurship in Europe, in France, and as well in some countries of Africa, Morocco, and so on. As well as COIM is an organization, it's a regional organization based in Sarajevo, who works a lot with youth, topic on youth, development of youth ideas, project activities. Among with those consortium donors and partners, we have our 6 partners in each country, which one of these is Arno, which we are very happy to have Arno as an excellent partner. As well, we have for each country another partners who are be chosen according to their experience that they had with regarding the social entrepreneurs and regarding the youth activities and programs and let's say the work, the background that they have working with you. So far, this is the second open call for the project. The first one was last year. We are really a little bit scared, let's say, because it was under the pandemic situation. Last year, it was the same period of time. It was August till September, and we are a little bit skeptic because of the number of the applicants. But after we closed the call, we kind of surprised for the big number of the applicants. So it shows us one more time the interest of young people, of youth, being part of these initiatives and project activities regarding youth and social entrepreneurship. So this is the second call that we are opening this year, and I want to invite you all and to encourage you to apply, because it's really a nice opportunity for you, even if you don't have a chance to go till in the end to be the winners, because in the end we select just 2 winners for each country. But even though you have a lot of opportunity to go during the ideation phase, because the project starts with the selected of the teams, and the selected teams first start with 4 months of ideation phase, going through a lot of training, starting from youth topics till social business canvas, how to prepare a business plan, how to develop strategy marketing for your business or for your ideas that you have. So even though you don't, not all of you can be the winner, but you have a lot of opportunity to exchange the ideas, to be with your friend, with each other, because the project by itself, it's designed, and hopefully this year it will be implemented more offline with a lot of activity on field, because last year Corona restricted us a lot of activities. We are obligated to change most of the activities from offline to online. So this year we have more chances to meet each other in different countries, to exchange your ideas, or even though to travel and to be with your with other youth in the other countries, the other members of the project as well. But one thing that I want to underline is that this is an excellent opportunity for you to start thinking for a basic, starting from a basic idea to turn this idea into reality, and to give the solution for your community or for the target group that you're planning to include on your business idea, in your social business or social entrepreneurship. So I'm not going
through the criteria, because I think Olga and Irina will explain in your native language, and you have possibility to understand more. The criteria are simple. The application is really simple because we designed it this way for not to create you trouble, but just to be very, very simple and easy for you to apply and to have opportunity to be part of RISE. So from the first cycle of RISE, we have 12 winners. We had 257 applicants in all the region. So yes, we did a great job, and they still contacting us, contacting the local incubator like Arno. Arno is a local incubator from North Macedonia, and we have each local incubator in each country. They still having the support from us, even they don't, they are not the winners. But of course, the winners who get to win those prizes has more possibility and more chances. In the end, we had grants, 2,500 grants for the team winners, because one of the criteria to be part of this project is that you have to be a team in order to apply for the RISE project. Just a team, not an organization, not an NGO, not a business, just a team. A couple of friends, a couple of cousins, a couple of two, starting from 2 till 5 or 6 or 7 people. So for the first experience that we have, we get a lot of background complimenting us and saying that this RISE was really helpful for them and really necessary for the region, because as most of you may know, is not a lot of opportunity for social enterprise and social entrepreneurship in the region. So this is a good way for you to start your idea, and even though to develop your idea and to get some free, really good package of coherent trainings regarding what I mentioned before: youth topic, intercultural learning training, how to start planning, to start do a business plan, social business canvas, marketing strategy, online social media, how can you help you in your business ideas. So that's why I will encourage you to apply. And of course, you have Arno there for any other clarification of question, or you can have my email and my number through Irina and Olga if you need more. But I don't think that Irina and Olga. We will answer everything. Thank you, Ardita. Thank you for this lovely insights. Yes, it is indeed a big project with a lot of partners, but with a lot of support. And it's a project and people that work on this to stage. So we are all committed. Thank you for sharing all this with our Macedonian youngsters. Now we will... as well, considering the situation of Corona last year. But as I said, this year we hope that the situation it will change a little bit. So we have more time for activity, offline activity, boot camp, and events that we did plan it offline. So congratulations. Yes. And good session and good job, good work. Thank you. And thank you again, Arno, Irina, and Olga for doing an excellent job in RISE. Thank you again. Thank you for the lovely words and all the support and also trust in young people. Дечки, ние сега се враќаме во презентацијата. Имавте можност да слушнете зборови од донаторот, кој што работи сериозно и навистина со долгорочни планови во развивање на регионот. Значи, пред да продолжиме понатаму, не слушате, ние многу некако си ги одомакинивме овие нашите поими. Сакаме сега да ви ги представиме, за да не се чудите понатаму што зборат овие, што станува збор, уствари, што е тоа Demo Day. Еве накратко на екранот ги гледате едни од почистите фрази, кованици што ги користиме. Ќе забележите дека користиме многу англиски јазик, некои работи се тешко или речиси непреведливи и не сакајќи да ве буниме, ние се одлучивме да задржиме изворна форма. RISE Journey е RISE патешествие, значи тоа е период кој што тимот ќе го поминат, оние тимови кои што ќе го поминат, кои што ќе бидат избрани, ќе го поминат со
тимот од Арно и со целата програма. Rise Ventures се оние кои што ќе бидат избрани, тимови кои што ќе бидат избрани да учествуваат. Bootcamp и Rise Expeditions нема да ви досадуваме сега да ги запамтите, ќе видиме кога ќе дојде време за да се одржуваат, ќе имате шанси и јавноста и избраните да се запознат со овие настани. Она што можеби треба да го спомнеме е дека од целата претходна година која што ја направивме програма која што направивме во онлайн варијанта, сега одиме во Белград на Social Innovators Forum и таму се наоѓаме со тимовите и ќе се запознаеме лично и со некои од колегите. Demo Day е денот кога тимовите кои што учествуваат во идеациската фаза се надпреваруваат да продолжат понатаму во инкубација. Значи од тимовите кои што ќе учествуваат во првиот дел на програмата се бираат 2 тима кои што ќе продолжат понатаму. И за Rise веќе кажавме дека инкубатор. Final Rise е завршен на Rise настан. Што е тоа социјално предприемништво и социјално предпријатие? Веројатно сите што сте овде, гости што не следите онлайн, веројатно нешто сте слушнале и ве заинтересирало овој нов бизнис модел. Тоа е супер затоа што ние навистина гледаме дека има придвижување во мобилизирање на луѓе, агенти, сите оние актери кои што ја актуализираат оваа тема. За нас ова се дефинициите според кои што ние работиме во рамки на проектот. Значи, социјално предпријатие има за цел да оствари општествено влијание, а не само профит. Меѓутоа, верувајте дека преку програмата ние многу ќе учиме за бизнес моделинг, за генерирање на приход и на исто рамниште ги ставаме и импактот и правењето профит, затоа што тоа е тоа што самиот модел го нуди. Значи, што треба да се развива како идеја? Вие први треба да аплицирате со идеја, со она што го препознавате како проблем, а потоа треба да се развие идеја која што ќе го реши тој проблем преку нудење на производи и услуги на пазарот со цел да се направи некаков профит кој што понатаму ќе се реинвестира во мисијата. Она што е исто важно кога зборуваме за социјално предприемништво, ние не зборуваме само за профит и за правење пари и редистрибуција на тој профит, туку ние зборуваме за етика во бизнисот. Зборуваме за начинот на кој што ќе се управува еден бизнис. Зборуваме за отчетност, одговорност, збориме за еколошки принципи кои што самото предпријатие ќе ги има. И многу ни е драго дека веќе младите луѓе и лани тие што аплицираа многу често ги испреплетуваат социјалните и еколошките димензии и нас не е многу супер тоа затоа што ние во Арно веруваме дека колку еден бизнис да прави профит и да употребува на пример last minute, не знам, овоше или зеленчоци, ако ги пакува во пластика за еднократна употреба и при тоа нели генерира отпад, тоа социјално предпријатие да, можеби го има бизнес моделот кој што ќе се реинвестира и ќе вработува тешко вработливи луѓе, ама на крајот од денот ќе прави отпад и не сме ние многу расположени, така да кога зборуваме за социјално предприемништво, ние зборуваме за социјални зелени предпријатија. Што правевме лани? Лани токму ја проаѓавме целата дефиниција на социјално предприемништво, ама не се грижата за младите оваа апел да знаат дека ние максимално ги користиме сите креативни капацитети. Еве гледате пример од една работилница што се вика од социјално предприемништво од А до Ш. Преку Бушава азбука ги учиме најважните моменти за социјално предприемништво. Значи гледаме што е можно повеќе да се тргнеме од теорија и од академски пристап, од не знам сето она што може да го прочитат од брошури, истражувања, прирачници и да го доближиме концептот што е можно поблиску до младите луѓе. Што нудиме? Rise Journey ви нуди процес на идеи, идеација, кој што таа е 3-4 месеци, различни работилници, design thinking workshops, исто ова е ново за нас, благодарение на Rise проектот, Арно се дообучи, иако не сме до крај, да речеме, некои мастери на методологијата, но многу се навлековме на оваа нова методологија, која што се нарекува design thinking и сега сакаме да ја користиме во сите проекти, не само во рамки на Rise. Зошто? Затоа што станува збор за нелинеарно размислување, нешто што не става во чевлите на оние за кои што ги правиме работите, меѓутоа сето тоа се прави на еден многу интересен начин и за кратко ќе ви кажам што правевме во изминатите денови. Имаме тука и млади луѓе кои што беа учесници на последната design thinking обука, кои што веќе размислуваат за идеи,
развиваат идеи благодарение на оваа дизајн тинкинг методологија. Што друго нудиме локален настан, демо деј. Зошто го спомнуваме? Затоа што таму имате шанса да се запознаете со жири кои што не доаѓа само од Арно и од конзорциумот, туку и луѓе кои што работат на проекти кои што се актуелни во нашата земја и кои што дополнително можат да ви пристапат, да ви понудат можности, дали победиле кај нас или не победиле или преминале во втора фаза. Вие имате шанса да се запознаете со луѓе кои што имаат повеќе информации, ќе сакаат да ве поддржат на овој или на оној начин. Ги имаме проектот, имаме актуелен проект во Македонија кој што се возможува поддршка за социјални предпријатија, ЕПТИСА. Лани имавме тим лидерката Барбара Садовски во рамки на жирито и еве сега го храбрувам и тој проект да го следите за да дознаете какви се други можности ги има во доменот на социјалното претприемништво. Се разбира, не се само од РАјС. Идејата на РАјС е да гради заедници, да споделува. Значи, затоа ова е тоа што ние го нудиме, а е секако се она што ние го имаме како информација и капацитет. Тоа е за првиот дел. Вториот дел, тие два тима што ќе продолжат, одат во инкубација, се работи малку посериозно, подлабоко, имаме регионални експерти. Ние минатата година, иако во онлайн формат, имавме шанса да слушнеме експерти од Албанија, Црна Гора, од сите земји кои што беа учеснички, што нема да имаме шанса или да ги имаме на локално ниво. И крајниот настан е тој завршен регионален настан, каде што сите се дружиме. Одиме понатаму. Rise Journey минатата година беше многу интересно. Избравме 8 тима, имавме 5 обуки, 2 meetups. Ова се сега некои бројки индикатори. Важно е да видите дека навистина е динамична програмата и намената е за сите оние кои што сакаат да одвојат време. Значи, ние на оваа инфосесија денеска сакаме најчесно да ви кажеме дечки, пријавете се, ама само ако мислите и сакате да посветите дел од своето време, затоа што не е фер да фаќате место на некој што за некој што можеби повеќе би можел да присуствува. Така да, ова се бројките, ова се очекувањата за следната фаза. Верувајте дека навистина правиме се од себе да испорачаме што е можно повеќе настани и обуки. Еве го примерот што правевме минатите 3 дена, имавме 2 групи, една денска, една ноќна, викаме ние. Работевме со експертот од адвертайзинг секторот, кој што ни го донесе методот на дизајн тинкинг како креативен начин за решавање на проблеми. Еве еден пример, ние го споделивме преку едни интересни објави кои што ги креиравме за, например, како може да се реши отпадот од куќа кога шетаат куќињата во парк. Сите знаеме дека тие се суштества и прават некакви прават отпад, кој што е биолошки отпад, меѓутоа еве има компанија Словенија која што благодарение на дизајн тинкинг методата има иновација да прави колачиња со семе од цвеќе за куќето кога ќе го изеде тоа колаченце, после во паркот знаете што ќе направи и од тоа ќе порасне цвеќе. Еве ви пример за една креативна метода. Не е дека се лансираме на Марс, дека го спасуваме светот, меѓутоа решаваме еден локален проблем за кој што знам, еве гледам дел учесниците се смеат, дека сите го препознаваме и е, например, супер пример како можеме да го решиме тој проблем само ако сме иновативни. Прво вработување, што работевме на дизајн тинкинг, ова се 6 капи. Кој секој од нив има различна намена, преку секој од овие капи ние имаме различен пристап кон проблемот. Ова беше една од вежбите кои што ја работевме со учесниците на вториот ден заедно со експертот за дизајн тинкинг. Многу интересно е што например забележуваме дека потешко ни е да сме оптимистични, да ставиме зелена капа, жолта капа, некако црната капа ние многу често си ја употребуваме како млади луѓе од регион кој што има свој предизвици, има свој контекст и многу често викаме нема шанси кај нас тоа. Ова ќе се случи. Нема шанси, нема да успее. Каде тоа кај нас? Значи, таа црна капа ние секако ја користиме во алатката, меѓутоа сакаме да испровоцираме и други пристапи и ова шанса ја користиме на сите денес нова инфосесија, најмногу на младите луѓе, да им кажеме да се тргнат од тој наратив, не може, ова нема шанси, ајде тоа глупости никогаш кај нас нема да успее. Значи, да се тргнеме малку од тоа, да видиме што можеме да размислиме на темата и тоа многу креативно, нелинеарно
и после да кажеме ако стварно нешто не успева, да не успева. Значи не однапред со црна капа да идеме и да шетаме и да викаме нема шанси, нема шанси. Ете, тоа е пораката. Ова се неколку скриншоти од комуникацијска работилница. Еден од експертите беше Бојан Кордалов, со него работевме на развивање на комуникацијски вештини и стратегија. Она што гледате Zoom варијанта, овдека го имаме Никола Војнов, исто експерт од адвертайзинг секторот, кој што работи на една, да речеме, дизајн тинкинг методологија, која што преку примери и сами практични вежби им дава шанси на учесниците да сватат еве како големите брендови, например, работат со оваа методологија. Имате шанса да дзирнете, значи ова е sneak peek, се разбира, ако сте дел од програмата, ќе имате шанса да ги добиете, нели, целосните информации и се она што иде во пакет. Ова е една работилница што Арно е испорача на регионално ниво, конкретно јас и Ивона, колешката, ја водевме, станува збор за тоа како се работи visibility или како може да се промовираме. Гледате човек кој што гриза куќа и веројатно сите се прашувате што е ова. Ова е дефиниција за вести. Односно, не се веќе вести моментите кога ќе прочитаме дека куќе гризнало човек, туку кога човек ќе гризне куќе. Толку е денес тешко да се борите во овој цел наплив од информации, да кажете слушнете ме мене, јас имам социјално предпријатие, знам како да решам проблем. Значи, ние сакаме да ви помогнеме не само во делот на развивање на идејата, на правење на бизнес моделот, туку и комуникација со јавноста. И тука еве ова инфосесија е еден исто наш обид да допреме до што е можно повеќе луѓе. Магијата на социјалното претприемништво, како ја свативме и како ја представивме, имавме лани демо дей, кој што го отворивме со магионичарот Кристијан Шопов, кој што исто така е социјален претприемач, кој на многу креативен начин ни ги представи 8 тимови. Сите од овие 8 тима се вредни да ги споменеме, ама во интерес на времето да ставиме и повеќе можност за прашања, ќе ве поканам сите да го посетите, да посетите Facebook страната на Арно и таму да го видите целиот лайв стрим на ивентот кој што го отвори Магионичар. Сите беа магепстаните, тоа може да ви кажеме. Еве ни ги тимчињата, навистина супер млади луѓе. Нас ако не прашувате, сите овие млади луѓе заслужуваат поддршка да одат понатаму. Што не изненади, ќе видите за кратко дека имаме една победничка идеја тука со нас, да ви сподели искуства, да ви кажат што они направија. Нас не изненади што, еве конкретно баш стрелката е погодена кај Марија, тука се исто дел од нејзиниот тим, Orange Wheel, кој што не победија неволего во вториот дел во инкубацијската програма, ама се аплицира на зелени идеи, надпреварот кој што Арно го организира 7 години поред на национално ниво и рачунајте колку не изненадија кога овие млади луѓе победија на национално ниво. Значи во Рајс програмата тие не влегува во инкубација, меѓутоа ја имаа доработено идејата, ги искористија сите можни шанси и победија сосема заслужено. Сега одиме нели со подготовки, сме сега моментално со тимот заедно со другите двајца национални победници да се спремаме за регионалниот надпревар за зелени идеи и стискаме палци да имаме уште повеќе успешни приказни. Еве, кои ни беа ментори, кои беа луѓето кои што ни помогнаа да сватиме колку е важна оваа премиса и takes a village to raise a child. Значи, ако ја слушнавте Ардита кога зборуваше, Рајс е навистина една мрежа за поддршка. Сите сакаат да успеете, секој има интерес да вие одите напред доколку влезете. Ова се луѓето на кои што ние сме им неизмерно благодарни, затоа што беа ментори и им помогнаа на секој од тимовите да се ги доразвие своите идеи. Ја гледате и тука Олга. Олга беше во улога на ментор и експерт и на национално и регионално ниво и ја мобилизиравме да стане дел од тимот на Арно, затоа што свативме дека навистина со незината мотивација и капацитети може да придонесе. Ова се дел од другите експерти кои што имаа свои сесии, секој на своја различна тема. Уште еднаш благодарност за сите овие луѓе и оваа година се надеваме дека ќе имаме одличен одзив за луѓе кои што сакаат да го донираат своето време и да им помогнат на младите луѓе да ги развијат своите идеи. Жирито го спомнав преска, се надеваме дека и оваа година ќе имаме жири кое што да вистина доаѓа од вакви солидни позадини организации
кој што ќе им помогне да ги избереме најдобрите идеи, меѓутоа ќе останат и како поддршка за останатите. Гледајте кои институции ги имаме, навистина ни е многу драго и чест што луѓето веруваат во RISE проектот. Не само што веруваат да бидат дел од жирито, некои од жирито се одлучија да дадат и дополнителни награди на страна од 1500 евра финансиска поддршка за двата тима. Фактор МК направи медиумска промоција на победниците, Пакомак даде еко-брендирање, рекламен банер во вредност од 10.000 денари и Акринум даде менторство и попуст за IT услуги за двата победници. Ако има некој што не следи во моментов од донаторските или други партнерски организации кои што е расположен да даде награда, да направиме мечинг на проектот, слободно нека ни се обрати. Уште еднаш ќе кажеме, ние во Арно сме навистина заинтересирани да ги собереме сите капацитети и можности што се нудат за младите и заеднички да им ги понудиме. RISE победници, Марија за кратко ќе ја видите на екранот, мора да ги поздравиме Фудбал Фрейм, Јане, Марче и Александар. Ќе кажеме на кратко за Фудбал Фрейм дека тие се една иницијатива која што сака преку фудбалот да изгради свест за здрави животни стилови, да изврши едукација, да ги поддржи најмладите и преку оваа алатка да направи социјална промена. Имавте шанса да се запознаете со нив благодарение на многуте медиумски објави. Тие работат на доразвивање на својата идеја. Ние сега ќе се ја поканиме нашата Марија да ни представи, да ни раскаже што е Скопје Go Zero Waste, какво беше искуството од RISE и што е она што сакаат тие да го споделат со младите. Марија, јас ќе ми дадеш само секунда да ти направам спотлайт за да те гледаат и на камерче. Јас сега сам, the floor is yours, слободно сподели се она што го носиш како искуство. Супер, фала ти многу, Ирина. Многу ми е драго што ме поканивте да сум дел од овој настан, заради тоа што навистина ептен сакам да ги споделам моите искуства за тоа како ние стигнавме до тука и како успеавме од само една идеја да стигнеме до момент кај што веќе сме во предфинална фаза на реализација на самата идеја. Сите сме некако јасно ние колку е уствари важен целиот тој процес на како ние влијаеме врз животната средина. Овие бројки што ги гледате сега во моментов на екранот ни се многу познати, особено кај нас, дека 100% од целиот отпад кој што го користиме завршува на депониите, дека немаме некој функционален систем на менаџирање на отпадот, дека имаме премногу илегални депонии кои што се горат ѓубре и така натаму, имаме доста загаден воздух од тоа. И можам да кажам дека првично мене и на мојот тим идејата ни беше да видиме како можеме ние како индивидуалци да малце го помогнеме овој целиот процес, односно како можеме ние да го направиме нашата околина малце подобро место за живење. И можам да кажам дека на почетокот, тоа беше пред така доста време, почнавме доста да рециклираме, многу се залагавме за тоа да го селектираме отпадот во домот и да не фрламе ѓубре се на исто место. Кога видовме дека тоа е така дека функционира, дека е окей, ама кај нас нема некој функционален систем на рециклирање, плюс само 10% од пластиката која што ја користиме е рециклабилна во светот, а да не збориме кај нас, сфативме дека мора нешто плюс да направиме. Тогаш рековме, окей, ајде да пробаме тогаш да бидеме вегани, да го намалиме количеството на месо што го внесуваме во текот на денот и плюс и на млечни продукти. Марија, само една мала техничка забелешка, јас ќе направам стоп шер за ти да можеш да ни ја покажеш твојата презентација. Сега ни јавија дека нашиот слайд не мрда, односно дека се уште сме ние, така да идам со стоп шер. Ајде и јас ќе идам со стоп шер, па ќе почнеме од почеток. За прекинот, ама знаеме дека секогаш вие работите на убав брендинг и убаво е сите да видат, ете така, сега е друго. Супер. Ова беше првото слайдче, еве го второво со овие некои бројчиња што ги зборев сега во моментов. Кажете ми само кога ќе се прекине или слично, ако е сега окей, можам да продолжам.
Така што тоа е, се мислевме да нели се мислевме туку еден период и нели бевме во многу навлезени во целото тоа веганство, меѓутоа пак видовме дека за да се прехраниме нели и да можеме да функционираме во текот на денот без млечни и месни продукти, што не е тешко во моментов заради тоа што имаме премногу алтернативи достапни на пазарот, сепак се што купувавме беше запакувано во одредена пластика која што пак после требаше или да се рециклира или ако не е рециклабилно да се фрли целата во истиот отпад. Така почна некако да се крчка таа идеја околу Zero Waste продавница. Читавме доста некои интересни надписи, книги во врска со тоа. Видовме дека е некој систем кој што функционира во светот. Баш се сеќавам дека татко ми викаше што сега јас нема да земам кеса во продавница, па во што да го фрлам ѓубре, во што го собираме во домов, правиме ѓубре за, не знам, за 7 луѓе, а ние сме тројца дома. И уствари свативме дека може да се функционира и без продукција на токав отпад кога што правиме ние, само треба соодветно менаџирање и треба некое место во Скопје каде што ќе може да се купат продукти на балк или на точење или мерење. И како што таа идеја нас ни се крчкаше во глава, баравме начин како можеме таа идеја да ја имплементираме. Наидовме на многу не сме ние до таму стигнати, види како се фрла ѓубре кај нас, луѓето уште закачуваат ѓубре на самите континери, не го фрлаат натре, ти уште не си почнала за рециклирање да збориш, ќе им збориш сега за да живеат луѓе во без отпад. И имаше многу не може, имаше многу не ова за кај нас, ние сме далеко од ова. И случајно, заради тоа што активно ги следе фарно на социјалните мрежи. Молам? Упс. Пак се гледаш ти презентацијата, не се гледа па. Не се гледа? Ние гледаме, ајде уште наш направи стоп. Ајде. Па пак. А сега? Јас се гледам, само потврди Кико, дали ти ја гледаш сега? Не, уште Марија ја гледам. Цело време Марија ја гледам. Ако не, јас ќе направам широт кај мене, Марија. Може, ајде. Ајде. Извинете, дечки, за... Тоа е тоа, онлайн времења, предизвици, еден куп, ама фала ви на сите за интересот и што сте овде, воле само да знаеш дека ти го гледаме целиот екран, а не само презентацијата, сега би требало да оди, меѓутоа не знам на лайв стримот на Facebook дали оди презентацијата, како и да е. Еве сме тука до вториот слайд, пред да тргнеме на следниот да раскажам само како ствари го видовме повикот-нарно. Тоа ви кажав, имавме многу не може, не е ова за кај нас и слично, меѓутоа кога го видов повикот кај Арно за Райс програмата и прво се така убаво истражив заради тоа што си викам, ама чекај, ние имаме само идеја, уште не е ништо ова конкретно, не знаеме ни како ќе функционира бизнис планот, не знаеме како ова понатаму би се развило како некое социјално предпријатие. Меѓутоа викам ништо, ќе аплицираме, па ќе видиме каде ќе одиме. We will go with the flow беше буквално работата. Апликацијата не беше толку тешка за пополнување, затоа што ние имавме главната идеја во глава, точно ни беше јасно што сакаме да постигнеме. Меѓутоа не ни беа јасни чекорите како да стигнеме до таму. И кога ни јавија дека сме едни од финалистите кои што понатаму ќе презентираат оваа идеја и од сите нели што има аплицирано само 6 тимови продолживме понатаму во фазата на идеација, пресрекни бевме, се славеше тоа дома и свативме дека мора стварно убаво да се подготвиме за таа презентација, заради тоа што тоа ни зависеше дали ние ќе продолжиме во следната фаза на идеација или нашава идеја ќе си остане така да си виси во воздухот, а при тоа знаевме дека сигурно има и други млади луѓе кои што со истава идеја ќе дојдат на следниот повик на Райс и можеби не знам ќе ја искористат. Значи прашање на време беше само кога таа идеја ќе прерасне во реализација.
И окей, аплициравме супер се спремивме за самиот демо дей, многу бевме стрикни, кога ни кажаа дека продолжуваме понатаму и морам да кажам дека најголема вредност од самиот овој проект не е самото тоа што добивме ние почетни финансиски средства за да можеме да отпочнеме со прототипинг на оваа идеја, туку најголемата вредност беше тоа што имавме ментор кој што беше со нас во текот на целата таа фаза на идеација, кај што го спремавме социјалниот бизнис план, спремавме SWOT анализи, правевме анализа на пазарот, одредувавме кои ќе ни бидат нас таргет купувачи и слично. А освен менторот кој што го имавме, имавме и доста поддршка од други експерти кои што ни се најдоа многу понатаму, ќе ви раскажам како ни се најдоа всушност сите. И како ја крчкавме таа идеја, се договоривме дека можеби немаме доволно финансии за почеток да почнеме со преамбициозни идеи, како не знам, отварање на физичка продавница. Се договоривме да ги искористиме тие почетни 2500 евра за да направиме онлайн Zero Waste shop за почеток, кај што ќе се продаваат само продукти кои што може да се продаваат реално онлайн. И понатаму дека ќе се стремиме да отвориме и физичка продавница. Така што сега во моментов ова што го гледате на екранот е нашиот сајт во изработка, кој што е zerowaste.mk. Сајтот уште го изработуваме и тоа многу интересно е тоа што фирмата која што ни го прави сајтот ни беше едни од луѓето кои што беа во како се вика во изборот на крај на демо денот кога ние победивме и преминавме во следната фаза, тоа се Акринум фирмата и како што спомна Ирина претходно, од нив не добивме само попуст при креирање на сајтот, туку добивме и менторска поддршка за да го спакуваме тој онлайн шоп во една така фина верзија и да можеме да почнеме да продаваме за почеток онлайн, а потоа и да се стремиме кон отварање на физичка продавница. Не само Акринум, туку тука ни беа и многу други ментори кои што беа во целото тоа патешествие кои што многу ни помогнаа. Морам да ги извојам тука и Контура, кои што се компанија за дизајн и брендинг. Тие толку ни излегоа во пресред при целото тоа брендирање и осмислување тоа како ќе ни биде логото, кои бои ќе ги користиме и така натаму, што целиот тој ефорт го направија баш онака за волонтерски, само од што им се допадна идејата и неизмерно сме им благодарни за тоа. Така што и тоа е некоја дополнителна вредност на самиот проект. Ете како што кажав, ова е сајтот, во изработка е во моментов. Може да одиме сега на следниот слайд. Нас поентата ни е да имаме Zero Waste shop кај што ќе понудиме продукти кои што се изработени од локални домашни производители, кои што инаку не би имале шанса да продаваат во онлайн продавница и да ги откупиме од кај нив продуктите на големо и потоа да ги продаваме по некоја соодветна цена на онлайн сајтот. Нас главна цел ќе ни биде усвари да едуцираме пред да продаваме, заради тоа што сме социјално предпријатие, сакаме да покренеме свесност околу количината на отпадот која што ја користиме во домот, сакаме да ги понудиме овие Zero Waste алтернативи да бидат по-достапни до луѓето, понатаму да го направиме пазарувањето на мерење или точење да биде многу подостапно за луѓето од кога што е сега, заради тоа што сега немаме нешто многу алтернативи. Веќе ги поддржуваме локалните производители, имаме веќе идентификувано 5 до 6 производители со кои што веќе соработуваме и со кои што веќе имаме некој тип на првичен договор. Сакаме да го промовираме тоа дека можеме да пазариме помалку и да пазариме попаметно, заради тоа што има многу работи во моментот кои што ги купуваме на дневна основа, а во суштина не ни требаат, односно има поеколошки, по Zero Waste алтернативи. Upcycling, односно како од recycling да можеме да преминеме на upcycling, односно да ги реискористуваме стварите во домот што веќе ги поседуваме, да не одма посегнуваме по купување на нови, туку да видиме што имаме во домот, што може да се искористи, да го реискористиме тоа до крај и потоа ако веќе ни треба одреден продукт да можеме да го не знам, купиме на некоја по-еколошка алтернатива. Кога ќе го отвориме Zero Waste онлайн шопот, сакаме да ги поддржиме луѓето кои што се тешко вработливи, кои што се долго невработени, да бидат ангажирани околу шопот и тоа е некоја наша замисла за понатаму.
Во моментов, тоа што спомнав е дека ја завршуваме zerowaste.mk онлайн шопот. Веќе склучуваме партнерства со локални производители кои што повеќето од нив се физички лица, така што ве охрабрувам ако познавате некој кој што има мал бизнис, кој што прави некои вакви еколошки алтернативи, слободно нека не се контактира, ние сме многу отворени за соработка со сите индивидуалци. Ги откупуваме продуктите од нив и потоа ги продаваме би ги продавале на сајтот кога сајтот ќе биде готов. Во моментов исто така го креираме комуникацијскиот план и следно е веќе лансирање на онлайн шопот. Први продукти кои што би ги имале се овие дрвени продукти што ги гледате на сликите малку подоле, што се уствари четка за чистење садови, што е дрвена, што планираме да има оној делот кај што се влакната да може да се вади и да се врати кај нас по користењето кога веќе влакната нема да бидат веќе доволно добри за употреба и после да може да го купат само делот доле што и припаѓа на самата четка и со тоа сакаме да стимулираме таква некоја циркуларна економија каде што ние точно ќе знаеме што ќе се случува со продуктот по неговото користење. Овие другите две се држачи за сапуни, односно сакаме наместо сјај за садови да користиме сапун кој што го произведуваат едни многу убави девојки од Bloom Козметика. Тие го направија сапунот специјално само за нас, направен е од кокосово масло, рицинусово масло и така натаму и е супер баш за миење садови и слично. Не знам, ќе има козметика која што е во тврда форма, како дезодорант во тврда форма, сакаме паста за зъби да имаме во тврда форма и така натаму. А долготрајна цел ни е да, како што спомнав, да отвориме физичка продавница во Скопје, кај што ќе може да дојдат луѓето со нивна торба, нивна тегла, нивен контейнер било каков, да си наточат или да си наполнат продукти на мирење или точење, или доколку немаат таков тип на продукт дома да го купат во самата продавница. Како што можете да видите, any container can be measured, well, almost, да не доаѓате со колички и слично. Сега, кои сме ние позади Skopje Go Zero Waste, тотално различни позади ми доаѓаме сите. Јас сум поише во NGO и во маркетинг делот, Дејан ни е тука како бизнес девелопмент заради тоа што тој работи поише економија, ревизија, правни работи, средува и така натаму. И Теа ни е маркетинг и ресерч заради тоа што Теа е Gen Z представника и нас и е многу студент по стоматологија, меѓутоа е птене за ангажирана и многу сака да работи за подобрување на општеството и баш и самата е двигател на позитивни промени кај неа во окружувањето. Може да не следите на социјалните мрежи, како што спомнав, го требаме веќе комуникацијскиот план, треба да биде некаде за отприлика 2-3 недели готов, така што тогаш планираме и сајтот да биде готов, да почнеме со некои први продукти со продажба и така, ако имате некоја плюс идеја или ако познавате некој кој што е мал локален домашен производител, можете слободно да ни го пратите, да ни го пишете, птен сме отворени за соработка. И јас сум отворена дури на страна од ова да ме сконтактирате во однос на аплицирањето, во однос на проектот и во однос на тоа што треба вие да имате како идеја за да аплицирате, ама I'm highly encouraging you to apply за овој повик на Райс. Што Мата, поздрав до Дејан и Теа и поздрав до целото тимче за се што правите. Многу интересно е дека и другите тимови што беа дел од програмата, кои што имаат некакви производи, се договорија кога ќе биде Zero Waste Official и со својот почеток да ги промовираат своите продукти. Јас ќе искористам, сега ние доста бевме актуелни со еден напис кој го пиша лице в лице, поздрав до Кико. Тука имаме и човек кој што е дел од тимот на лице в лице, само да ја најдам вистинската страница. Она што сакам да ви кажам, Олга, ме прекинуваш или не? Не, јас се слушам гласови. Ова е списанието, последниот број на лице в лице, каде што може да прочитате напис кој што е за Мила и Дејан од Битола, кој што измислија канта, прототип на една торба која што може да се продава во Zero Waste. Таа торба ќе ни помогне на сите, здравје кога ќе биде на пазарот, ќе ни помогне на сите да рециклираме подобро, да го селектираме отпадот во рамки на нашите домови. И секако тука нели другите Райс тимчиња имаа свој
и продукти и услуги кои што би може да ги пласират во продавничката, и тоа е многу супер приказна за тоа како ние сите заедно можеме да градиме нешто. И она што исто сакам да ви го нагласам, сега Оле ќе пројде многу убаво кон низ повикот за аплицирање и самата апликација, меѓутоа она што сакаме ние да го нагласиме дека мора тимови. Значи, ниту еден бизнес нема сам, мора да имате тим, мора да имате луѓе кои што веруваат во вашата идеја, не само луѓе кои што ќе се покриват ако треба некој да дојде на обука да ве покрие, па да си раскажете меѓу себе, туку луѓе кои што вистински веруваат во идејата и кои што ќе направат оваа идеја да стане реалност. И сега тука ние мора да ви кажеме дека малце го кренавме стандардот, Марија многу убаво ви испрезентира на вас што е нивната идеја и како они вистински ја реализираат. Мора да кажеме дека Райс дава шанси, меѓутоа не е задолжително вие да треба да отворите нешто, да почнете, доволно да истражите што има на пазарот и да видите дали може би има потенцијал да почнете со некаква деловна активност, значи да се охрабрат сите оние кои што имаат само идеја да ја доразвијат. Ако видат дека има момент, како што кажа Марија, да се искочи на пазар, да се биде прв, секако дека сите ќе бидеме стрекни да ве поддржиме и да навистина нешто од замисла стане реалност. Еве и Оле во долниот десен агол ја гледате. Јас за кратко одам на Анпин. Ве оставам со Оле да ви го презентира она што технички ќе треба да го исполните за да може да аплицирате. Оле, повели. Фала ти, Ирина. Фала ти, Марија, на супер инспиративната презентација и еден успешен пример од Rise 1 Journey. Но се надеваме дека Rise 2 ќе биде еднакво успешна идеацијска воедно инкубацијска програма. И затоа денеска сме тука, затоа што денеска официјално се отвара повикот за новите социјални предприемачи кои што треба допрва да аплицираат со некоја нивна идеја и да ни се приклучат на целото ова патешествие, воедно да ги развиваат своите идеи, за потоа и да можеме и наредната година да имаме нови говорници кои што ги исподелуваат своите успешни приказни. И сега, кај формалностите. Кој може се да аплицира на овој отворен повик, кој што званично се отвара денеска на 26 август, а затварањето на 26 септември. Така да имате цел месец да аплицирате, да ги подготвите, да наредите тимови, да оформите својата идеја и да аплицирате доколку сте помеѓу 18 и 35 години и сте жител на Северна Македонија. Многу е важно дека сите оние кои што сакаат да аплицираат мора да бидат свесни дека треба да одвојат 4 часа неделно за програмата, бидејќи оваа програма има многу обуки, средби, менторски сесии, експертски сесии на кои што вие заедно со вашиот тим мора да присуствувате. Поради мерките и ситуацијата со која што се соочуваме, најверојатно сите ќе бидат онлайн, но постои можност, се надеваме, нели? Сите најдоброто дека можеби короната малку ќе спасне, пак имаме можност за офлайн средби. Важно е сите апликанти да имаат голема мотивација да дојдат за социјалното предприемништво, доколку знаат тоа е одлична почетна точка. Но важно е дека треба да го носат овој интеркултурен момент, бидејќи самиот проект значи регионална соработка, интеркултурна програма сама по себе. Важно е сите апликанти да имаат амбиција да развијат конкретна идеја со општествено влијание или пак да идентификуваат некој општествен или пак еколошки предизвик. Многу е важно апликантите да немаат почнато да работат на својата идеја, значи да немаат никаква вистинска деловна активност и да немаат тестирано идејата или пак да немаат регистрирано предпријатие. Значи се што треба е да имате само идеја, од прилика да знаете кои се главните активности, ресурси, канали и начин како истата да биде одржлива и да земете да пополните апликацијата. Останатото оставете ни го, препуштате ни го нам, заедно со вас да редом моделираме и да направиме да биде вистински бизнес модел или идеја која што после тоа ќе може да ја имплементирате или пак да доистражувате на пазарот. Важно е оваа идеја да има локално и регионално влијание. Не прифаќаме идеи кои што треба да направат влијание таму некаде во светот, а немаат никаков локален и регионален импакт, така да ова е многу важно. Ајде да почнеме да влијаеме локално и регионално, па така ќе го менуваме заедно светот.
И многу важно дека секој еден од вас, односно половина од тимот кој што ќе аплицира, треба да имате добро познавање на англискиот јазик. Многу од предавањата ќе бидат на англиски јазик, комуникацијата на англиски јазик се разбира. Има менторски сесии кои што ќе бидат на македонски јазик, но познавањето на англискиот јазик е една од пререквизитите, односно потребите кои што треба да ги имате заедно со вашиот тим. И еве, кој се не може да аплицира? Регистрирани постоечки правни субјекти, политички партии, владини и државни агенции, идеи за стипендии, идеи за финансирање на капитал, идеи кои што се само за истражување, идеи кои поддржуваат дискриминација и предизвикуваат поделби, идеи чие главно влијание е надвор од регионот на Западен Балкан. Генерално сметаме дека секој млад човек може да дојде со некоја идеја која што може да се дооформи, но сепак како ние ќе ги бираме победниците, односно оние 8 тима кои што ќе влезат во интеграцијската програма водена од Арно, се дефинитивно поделени, имаме некои клучни критериуми кои што официјално ги споделуваме со вас, а тоа е бараме тимови, не луѓе, кои што ќе имаат силна мотивација за учество во програмата, ќе се обврзат за целосно учество во обуките, во сите средби, сите експертски менторски сесии. Имаат идеја која што носи потенцијал да се справи со важно општествен и еколошки проблем во нашето општество. И е многу важно дека сепак бараме идеи и бизниси кои што ќе бидат одржливи на долг рок. Најмалку половина од членовите да зборуваат англиски јазик и да не сте претходно учесник во програма за идеација и инкубација. Многу ни е важно да ова да биде вашето прво учество и вашето прво искуство од ваков тип, со цел да можете да ги добиете сите можни придобивки од самата програма. Доколку сте биле на слична програма, тогаш веројатно вашето учество можеби веќе го сметате за губење на време, нема да имате целосен бенефит од истата и токму затоа даваме предност на оние кои што за прв пат ќе учествуваат и ќе земат учество на вакви програми. Односно ваква програма како што е RISE. Дополнителен критериум е за дополнителни поени. Идејата е да е иновативна во локалниот контекст. Кога збориме за иновативност, тоа значи да не постои на домашниот пазар. Многу идеи постојат, не очекуваме ние да измислите синото стартување некаде во свемирот, едноставно очекуваме да донесете некој нов концепт кој што досега не е присутен и ќе биде иновативен за нашето локално население. Идејата да има потенцијал да расте или да се реплицира во регионот, идејата да има потенцијал да создаде дополнителни работни места, едно од многу важните и клучни елементи на апликацијата, бидејќи бизнис без да има свој тим и свој вработени нема да обстои долготрајно и затоа неговата одржливост е исто важен елемент. Идејата е тимот да промовираат и одржуваат родова еднаквост. Се разбира, доколку сте тројца во тимот и една е девојка или еден е дечко, тоа е вредно, но важно е да имате на некој начин комплементарен тим кога аплицирате за овој повик. Како што кажав, се објавува официјално денеска и трае се до 26 септември. Се отвара во сите 6 републики кои што се дел од оваа програма. Линкот за апликацијата е тука. Јас сега ќе се префрлам директно на самата апликација, за да вие можете за да можеме заедно да поминеме, доколку имате прашања во однос на апликацијата, слободно ми ги поставите сега, но како што најавивме, во средина на септември ќе имаме една посебна инфосесија каде што ќе биде посветено на одговори и прашања. Се што имате да прашате во однос на како да аплицирате за овој повик, верувајте, многу едноставена апликацијата. Се што треба да најдете една иновативна идеја која што решава некој општествен предизвик или општествен проблем или еколошки се разбира, да најдете тим, да седнете, да аплицирате и тоа е тоа. И после чекате на нас да бидете повикани на предселекција, потоа можеби да бидете избрани помеѓу првите 8 тима. Оле, пред да го пуштиме, пред да пуштиме апликацијата, може не е лошо да го отвориме сајтот да видат каде се наоѓаат сите информации. Со сето ова што го збориме, едно линкче до нашата последна објава, каде што ќе најдете и апликацијата, и насоките, и формуларот со често поставувани прашања, кои што дечки е отворен 24/7 и ние ќе го надополнуваме доколку вие ни поставувате прашања, а не се наоѓаат веќе во дадените одговори. Значи, Оля, ќе ни го покажеш сајтот наерно. Така.
сега го Нов ставам. шер ќе треба, да. Ново споделување, ајде да се трудиме да зборуваме повеќе со локални Доколку имате медии. прашање, додека јас се обидувам да го решам ова, слободно поставете. Кико, знам дека имаше ти прашања, така да можеш да го поставиш сега додека јас се справувам со ова. Кико, дали си тука? Тука сум цело време. Па слободно постави го прашањето додека јас дојдам до... Сакам први да ве пофалам за ова што го организирате. Сакав ја, ама вие више ме изрекламиравте. Сакав да се изрекламирам, ама спомнавте вие. Готово. За списанието. Ме претрикавте. Ние сме дечки во социјално предприемништво, не го викаме реклама, викаме да се поддржуваме сите едни со други, затоа што тоа е начинот на кој што мора и можеме да соработуваме. Така да, фала ти, Кико, фала ти за се што правите со лице в лице и што ете и ги промовирате и тимовите и социјалното предприемништво. И фала ти што си ти беше дел од неколку наши обуки, така да супер е што и денес ти имаме тука. Ајде, Кико, ќе чекаме апликација некоја. Олга го стави линкчето во коментар на чет, јас ќе го ставам за кратко на Facebook настанот. Оле, повели. Така. На веб страната на Арно може да прочитате многу подетално за самиот отворен повик за поддршка на млади социјални предприемачи. Генерално тоа што јас ви го кажував се наоѓа исто и на веб страната, само што може да најдете директен линк до самата апликација. Пред да се пристапи кон попълнување на апликацијата, може би ќе сакате да прочитате малку повеќе за целиот повик. Иако генерално јас и Ирина се обидовме да ги покриеме најважните точки. Имаме досегашни прашања и одговори. Тука може да ги најдете во онлайн документ. Но се разбирате, имаме дополнителни прашања, сигурно се надевам оваа година. И токму затоа ќе организираме инфосесија, каде што ќе можеме истите да ги одговориме. Но доколку имате некои дополнителни двоумења или пак се прашувате дали е тоа навистина идеја која што треба да аплицираме и така натаму, слободно можеме да ме контактирате на olga@arno.org.mk за било какви дополнителни прашања. Јас ве охрабрувам да не следите на Facebook и на Instagram за сите дополнителни новости во однос на отворениот повик или пак таму понекогаш да ми пишете доколку имате некое прашање во врска со апликацијата. Ние многу често ќе го споделуваме самиот линк до апликацијата, а сега јас и официјално ќе отвориме заедно за да поминеме кои се тие главни прашања, чисто да ги имате на ум кога ќе аплицирате во наредниот период. Како што кажавме, многу е важно да имате тим и да си дадете име на вашиот тим и на вашата идеја. Нели нормално тоа може да се смени во текот на целата идејска програма, но сепак морате да додете како тим и на својот тим да му дадете име. Секој тим мора да има еден контакт личност или пак така наречен тим лидер. Мора да го имаме ова на почетокот, можеби се уште не знаете кој е вашиот тим лидер, но мора да имаме некој човек кој што ќе контактираме во однос на сите активности кои што ќе предстојат откако тимот ќе биде избран во идејската програма. И тука ги ставате оние генерални информации како пол, од каде доаѓате, вашиот имейл адреса, телефонски број. Повторно ќе кажам, оваа година апликацијата не е на македонски јазик и албански јазик, туку е само на англиски, се со цел да утврдиме и да го утврдиме знаењето на учесниците, на тимовите, нивното познавање на англиски јазик. Тука веќе малку повеќе прашуваме за вашиот тим, затоа што нас целта ни е и се насочуваме кон тимот, бираме тимови, не само идеи. Така да тука пишувате колку членови на тим имате, кога се тие родени. Многу е важно дека треба тимот, членовите на тимот треба да бидат помеѓу 18 и 35 години, но доколку има некој член кој што е 17 или пак некој член кој што е 36, важно е тим лидерот да биде точно помеѓу таа поставена граница. Тука кратко може да споделите кои сте вие и вашите кратки биографии или да ги споделите вашите LinkedIn профили или пак доколку сметате дека сакате да ги пратите вашите CV-а, тогаш слободно пратете ги на olga@arno.org.mk
Понатаму треба да кажете која е вашата моментална професионална период, дали сте вработен, невработен, студент, моментално паузирате, фриленсер и така натаму, чисто за да знаеме кој е вашиот профил. И многу е важно да споделите вашата приказна како тим, како вие си имате запознаено, дали претходно имате работено на некои слични проекти или пак имате работено на развивање на некој бизнис, или пак едноставно се познавате од факултет, да, или сте роднини, нешто сакате заедно да направите. Значи, најискрено ќе си кажете кои сте, што сте. Може би сте од некоја рурална средина, фамилија, може би колеги од факултет, може би од ишто мало или комши, собрани заедно да смислат нешто. Значи, најискрено. Не ни требаат тимови што се направени само за да победат и за да ги земат средствата. Ни требаат луѓе кои што вистински нешто сакаат да променат, што имаат најизворната приказна. Извини, Оля, ја малку влетав, ама многу ни е важно ова со тимот. Да, затоа оваа година тоа што се промени, бираме идеи заедно со тимови, не бираме само идеи. Потоа, многу е важно, како што напомена Феси во презентацијата, дали сте имали искуство во вакви слични програми, во инкубацијски, идеацијски програми, дали сте учествувале на слични семинари. Многу е важно, затоа што сакаме целосно од почеток до крај да ви помогнеме да ве обликуваме и заедно да учиме и кога ги скочите од оваа програма, да бидете видоизменети како личности и воедно да бидете многу побогати со знаење, со искуства, кои што понатаму ќе ги применувате, а заедно и можеби ќе бидете еден успешен пример како Марија, кои што допрва ќе отворат, односно веќе имаат отворена компанија, но ќе почнат со работа. Значи тука сме со вас along the way. Сега, доаѓа, нели, како што бираме тимови, така бираме идеи, што е нормално. Тука прашувам малку повеќе за идеите, дали имате добиено некои грантови или пак награди за идејата, дали е целосно нова идеја или постои од некогаш. Кој е тој предизвик, ние не сакаме да кажеме проблем, кој е тој предизвик кој што вие сакате да го решите. Како дојдовте до оваа идеја, како го идентификувавте тој предизвик, дали е тоа нешто ваше лично, или сте пак се виделе во околината кај вашите комши, кај вашите родители, кај помалата сестра или брат, нешто што нив на вистина им пречело и вие сметате дека сега е вистинското време тој проблем, односно извинете, предизвик, вие да го решите, а воедно да помогнете на останатите чинители во општеството кои се соочуваат со истиот тој предизвик. И многу е важно, како што кажав, кому вие ќе помогнете со ова решение. Значи, вие идентификувате некој предизвик, тој предизвик сигурно го имаат повеќе луѓе, затоа што ако само еден човек има тој предизвик, нема да има општествен импакт, така да многу е важно да внимавате на тоа и да ни кажете зошто токму тој предизвик е толку важен за вас. Зошто вас може би ве нервира или пак ви смета или пак како вие воопшто сте дошле до таа идеја. Дали имате план да имплементирате идејата, ако да, како, секако и да не знаете, тука е Рајс да ви помогне во целиот тој процес како да дојдете до успешна имплементација на замислата, односно на идејата. Зошто сметате дека оваа идеја е иновативна? Како што кажав, иновативна идеја значи дека не постои тука, или пак постои некоја идеја, која што или бизнис кој што веќе подолго време на пазарот, но вие сметате дека има нешто што може да го променат, да го смените некаде во целиот тој комплексен дел во бизнис модел, дали ќе биде поинаков производ, поинаков врска со вашите клиенти, но сепак мора да има некоја иновативна нишка што претходно немаме видено. Тука е дополнителна информација, доколку сакате да споделите нешто што ние не сме ве прашале во оваа апликација. Важно е да знаеме од каде се слушнале за Raise патешествието, односно за Raise Journey, кои се вашите очекувања, затоа што на крајот од денот ние сме тука да ви помогнеме и сакаме да знаеме што очекувате од нас, за да можеме поконкретно и попрецизно да ги моделираме тренинзите, менторските и експертските сесии, затоа што ова е симбиоза взаемна, која што ние вам ви помагаме, а вие ни кажувате каква се помош ви е потребна. И последното прашање, дали некогаш сте имале некои тренинзи, менторски или пак коучинг сесии, но важно е дали сте имале некоја со финансиска поддршка
од било која друга програма за оваа иста идеја. Доколку сте добиле поддршка, напишете, ве молиме, може би сте добили финансиска поддршка за некоја друга идеја. Доколку за друга идеја сте добиле поддршка, напишете го тоа тука, чисто за да имаме на ум, дека сепак вие долго работите, може би заедно, може би тоа ќе биде тоа што нас ќе не купи, условно кажано, да го избереме вашиот тим. Генерално, на крајот, ова се terms and conditions на кои што вие се согласувате, за да можеме понатаму да продолжиме со изборот. Така, доколку имате некои прашања, јас многу набрзо ја поминав апликацијата, но доколку имате дополнителни прашања, поставете ги сега тука на Facebook, пишете ни директно на мејл, дали на Арно, дали olga@arno.org.mk, можете ни irina@arno.org.mk. Тоа ставаме на вас, така да слободно поставувајте прашања. Јас мислам дека тоа е тоа, или ако мислиш дека нешто сум пропуштила, слободно дополниме. Јас бих отворила документот оле со прашања, чисто еве да видат како изгледа тој онлайн документ. Мислев ти да го отвориш со шер, да не го барам сега јас одново, да видат кои прашања веќе ги има таму, за да не го за да порационално нели го користиме времето. Иначе супер испрезентира Оле, мислам дека е сега јасно. Јасно ви зошто ја правиме на англиски, регионална програма е, меѓутоа не секогаш се разбираат јазиците од регионот, така да одиме на најсеј варијантата да абсорбираме што е можно повеќе знаење, кое што ќе ни даде ветер во крила утре да имаме по-добри бизниси или повеќе развиени бизнис идеи. Сега ова се ланските прашања, јас тоа сакам да ви нагласам, дека тука има информации кои што може да се предмет на промени, например средствата лани затоа што не патувавме со големија. Сега годинава ќе видиме. Исто така, бројот на обуки, времето на одржување, повторно се ќе зависи од протоколите кои што ќе ги имаме со COVID. Ние сакаме се да е во ред и да имаме услови да се среќаваме нели физички, меѓутоа кога би напрашале, еве има и минатата година, во кој формат ќе бидат обуките, не можеме да одговориме, колку и да нашите намери се нели тоа да е како што беше првично замислено. Значи ова ви се П, значи прашање е во црвено, О е одговор, линкот го бара Зафир, гледам во чет доле, го имате на објавата што ја сподели веќе Ола, на сајтот на Арно во делот на вести имаме објава дека се лансира овој повик и таму ги имате сите. И насоки како се аплицира и прашања и одговори. Еве Оле, можеш внимавај само се сподели својот мејл. Јас сакам да споделам апликацијата. Но нели имам проблеми повторно со share screen. Да. Одиме на друг таб, ета ја. Значи, овдека имате веќе еден сет на прашања, има навистина собрано прашања, тие што ќе ни ги поставувате, доколку се релевантни нели за јавноста, ќе ги споделуваме и понатаму. Знаете дека ова е жив документ. Ние многу се навлековме на IT алатки, нели не стави во ќош малце целата пандемија и сите ограничувања, меѓутоа сватевме кои убавени предности па ги имаат и овие IT алатки. Еве една од нив е овој онлайн документ кој што може да се надополнува во секое време. Имаме прашање од Кико. Повели Кико. Значи сакам уште една секунда да се уклучиме и после ќе продолжите. Сакам да спомнам една од сесиите што беше сега брза лани, што беше за социјално менторство. Таа сесија беше екстра супер. Како што имавме една представничка од ке мене. И така, сакам тоа да го кажам. И да ја споделам страницата за лице в лице, да ја спомнам. Да. Купи лице в лице.com.mk. Значи со внесување на мојот код купив од Кико, ме поддржувате лично мене за да купите списание. Супер.
Фала ти, Кико, за споделување. Се што има ново од проекти, можности, значи ние без разлика на овој проект или на други иницијативи, ве охрабруваме да го грабате како знаење. После тоа секако ќе се појават различни форми на поддршка, каде што тоа знаење ќе може да се преточи во бизнес идеја. А лице в лице ни е добро познат модел, ќе го поддржиме Кико, ја лани за неговиот роден ден токму со неговиот код купив лице в лице, се претплатив. И ети за Варна купуваме и физички примероци за кои ќе имаме гости, здравје, кога канцеларијата повторно ќе се отвори за посетители, за соработници, да може да им дадеме да се читаат додека, например, чекаме нешто или имаме време. Дали имаме, дечки, други прашања? Слободно, значи, прашувајте, можете во чет, може на Facebook Live, ја само да го дзирнам, да не има таму прашања случајно. Имаме лајкови, фала на сите за поддршката. Јас за сега не гледам. Некој коментар? Ајде, луѓето што ни беа на Design Thinking, нешто да ни кажат, или луѓето што првпат може би се сретна со социјално предприемништво, дали би аплицирале, дали може би им треба тим, еве, може некој сака уште сега да си сподели нешто што му лежи на душа. Може би се чуваат за на инфосесија каде што имаме прашања и одговори. И стројништво. Да, и стројништво, да поврзаме тимови луѓе. Значи, дечки, предизвици околу нас има еден куп, вие само седнете, размислете што е тоа што ви е најблиску до срце, што сакате некако да го решите. Направите една тимче на луѓе околу вас што сакаат заедно да го решавате тоа, значи да не е one man, one woman show, и пополнете апликацијата најискрено што можете. Никој не оценува англискиот колку е добар, битно е да се разбира, тоа не е филтерот. Значи, не бараме ние совршен англиски, не бараме совршени реченици, ние што ги викаме NGO поезија, бараме луѓе кои што искрено сакаат нешто да направат во земјава. Еве луѓе како Марија, луѓе што ќе речат, ја ова го правам, најдов луѓе кои што заедно со мене веруваат во ова и идеме понатаму. Луѓе како Фудбал Фреми, како сите останати тимови кои што ни беа дел од првата инкубацијска, односно идеацијска фаза. Ако ви треба инспирација, ќе видите во објавата, имаме доле една галерија, таму ги имаме накратко представено и тимовите. Слободно чепкајте по сите комуникацијски канали кои што Арно ги има, Инстаграм, Фейсбук, пред се. Гледаме таму што е можно повеќе да споделуваме, за да повеќе ви инспирираме. Last call for passengers, пред да полета авионот, пред да навистина или онаа ракетка што ние често ја користиме во нашето комуницирање, пред да полета ракетката, дали имаме прашања, коментари, некој нешто нека каже. Може би се сама срамежлив. Па може би ќе ни пишат на мејл. Ние секако ги чекаме на мејл. Имаме срценца во моментов, наверно. Кико, нешто за крај да не сакаш да ни кажеш, мислам дека мафна. Да, сакам уште нешто да кажам. Значи, како што знаете, уште се чека да се изгласа закон за социјално менторство, за социјално предприемништво у нашава цената држава. И супер бевте оваа сесија што ја направивте, и толку имав да кажам за. Фала ти, Кикото, е многу важна информација. На сите оние кои што не знаат, да имаме стратегија, акцијски план, се подготвува закон за социјално предприемништво и се подготвува исто грантова шема која што ќе поддржи социјални предпријатија. Ја ќе во охрабрам, можам да го ставам во линк тука во чети на Facebook, исто профилот на проектот Support to Social Enterprises, и таму да следите новини од овој домен, нели, и секако нели да останеме отворени за сите оние информации, да ги следиме медиумите за сето оно што ќе се случува во рамки на оваа област, затоа што ние како земја имаме потенцијал, имаме креатива, и имаме луѓе кои што размислуваат и сакаат да работат
преку овој нов бизнис модел. Супер завршеток, мислам дека ете се обидовме со еден убав пријателски, наискрен тон да ве поканиме сите да размислувате на темата, да аплицирате и секако да споделувате. Оле, дали имаш нешто за крај, нешто што би сакала да споделиш? На мјут си? Јас само ги очекувам апликацијата и едва чекам да прочитам какви се предизвици ќе решаваме во наредниот период заедно со РАИС. Супер. И ние сме сите во Арно со нетрпение очекуваме да видиме што младите ќе ни смислат оваа година. И тоа е тоа. Останете во добро здравје, чувајте се и размислувајте на идеи. Поздрав и се гледаме и се читаме на социјалните мрежи. Поздрав и мене. Чао, чао, убав ден, дечки. Чао.